Значи денеска и некни како што кажав, ќе продолжиме со Евангелието според Јован и онаму каде што застанавме од 28 стих, тоа е 14 глава. И денеска ќе дојде време кога ќе ја завршиме 14 глава. Полека дојдовме до крај на оваа глава на охрабрување, каде што Господ Исус Христос во горната соба ги охрабрува своите ученици. И во изминатите недели што видовме? Како во едно време на несигурност, да се добие и да се задржи мирот во своето срце. И точно тој мир кој му е потребен на секој човек. И тогаш видовме неколку практични упатства во тие изминати недели. Каде што самиот Исус им вели: јас сум со вас, верувајте во Бога, верувајте и во мене, во домот на мојот татко има многу живеалишта. Изјавата, ако не беше така, јас ќе ви кажев. Го знаете патот, го познавате Бога. И последно што видовме кој им вели: имате утешител, имате застапник, не сте сами, нема да ве оставам сираци. И после сите овие изјави за стабилизација, за смирување на срцето, денес гледаме повторно охрабрување. Повторно едно големо охрабрување. Тој нема ништо во мене. Или како досака Исус да каже, и поточно тоа сака да го каже: тој не ми може ништо. Мисли на кнезот во светот, но ајде да го прочитаме нашиот текст за денеска најпрво. Значи, Евангелие според Јован, 14 глава, од 28 до 31 стих. Чувте дека ви реков: одам и ќе ви дојдам. Ако ме љубите, ќе се зарадувате додека одам при мојот татко, зашто таткото е поголем од мене. И ви реков сега пред да се збидне, за да поверувате кога ќе се збидне. Не ќе зборувам уште многу со вас, зашто доаѓа кнезот на овој свет. Тој нема ништо во мене. Но за да сознае светот дека јас го љубам таткото и дека правам како што ми заповеда мојот татко. Станете да си одиме од тука. Значи гледаме уште еден текст каде Исус ги охрабрува своите ученици, поточно 11 мината, кога тие беа најмногу вознемирени, бидејќи го најавуваше неговото заминување. И овдека точно гледаме утврдување на онаа изјава: ако не беше така, јас ќе ви кажам. Уште што видовме во почетокот на оваа глава. Но ајде да го прочитам уште еднаш 28 и 29 стих. Чувте дека ви реков: одам и ќе ви дојдам. Ако ме љубите, ќе се зарадувате дека одам при мојот татко, зашто таткото е поголем од мене. И ви реков сега пред да се збидне, за да поверувате кога ќе се збидне. Значи, како читаме? За да верувате кога ќе се збидне, за да поверувате. Значи, точно нешто Исус овде предскажува. Исус пророкува и тоа се исполнува. Значи, охрабрување гледаме поучување, смирување. Истото ова, охрабрување, учење, смирување на својот народ, со исполнување на пророштва, јасно гледаме и во целиот Стар Завет. Во време на криза, преку пророците, Бог ги смирува, ги охрабрува израелците. Исто во едно такво време на криза, пророкот Исаија, Бог, преку пророкот Исаија, Бог го смирува народот и го повикува на пророчка вера. Вера во она што Бог го вели. Да видат дека тоа што Бог го зборува, тоа и се случува. И по тоа единствено е Светото писмо. Светото писмо кажува нешто пред 500 години, тоа се случува. Кажува нешто пред 10 години, тоа ќе се случи. Исус кажува пред 3 дена: јас одам за да дојдам. Значи, Исус заминува, но чекаме да дојде. И ќе го разгледаме и тоа. Значи, ајде да видиме што Исаија прво вели во Стариот Завет, 42 глава, од 5 до 9 стих. Вака зборува Господ:
Бог кој ги создаде и ги обтегна небесите, кој ја распростре земјата и нејзините растенија, кој им дава здив на народите на неа и здив на суштествата што одат по неа. Јас, Господ, те повикав во правда, те зедов цврсто за рака, те вообличив и те поставив за завет на народот и за светлина на племињата, за да им ги отвориш очите на слепите, за да ги извадиш затворениците од темницата, од темнината, оние што живеат во мрак. Јас, Господ, ми е име. Не му ја давам мојата слава на друг, ниту својата чест на киповите. Што прореков порано, ете се збидна, и нови настани јас навестувам, и пред да се покажат, ви ги јавувам вам. Значи, што прореков, ете се збидна. И се што е ново, вам ви го јавувам, вели Бог преку Исаија за израелците. Значи, како избран народ, израелците имале предност и привилегија над останатите народи. Затоа што Бог им испраќаше пророци кои однапред пророкува и тоа се случувало. Истото Исус го прави за избраните. Значи, зборуваме избран народ, избрани. Исус кажува за оние кои се бојат од Него, за оние кои го почитуваат Неговиот завет, Неговите уредби. А со доаѓањето на Исус се исполнети преку 300, поточно околу 330 пророштва од Стариот Завет. А доказ за тоа се Исусовото месијанство, Исусовото божество и надприродноста на Светото Писмо. Дека се што е пророкувано во Писмото, се исполнува. Бог нешто најавува, како што кажав и на почетокот, пред 300, 500, 700 години, и точно тоа се случува. И гледаме таа посебност, таа надприродност на сето тоа. И тоа е тоа охрабрување и ни дава сигурност дека се што ни е пишано во Светото Писмо ќе се исполни и се така оди натаму. Значи се оди натаму, оди се според оној план што Бог го направил. Се е според Божиот план. Исус вели радувајте се што е така. Радувајте се. Затоа што одам кај мојот татко. Се е тоа според планот. Не да се плашите, не да се вознемирувате. Радувајте се. Колку и да се плашиме ние денес, дали ќе видиме само светлина или ќе ја видиме онаа голема печурка, може би ќе видиме само светлина и тогаш Христос. Најголемата светлина, тоа е Христос. Или може би онаа голема печурка. Тоа е денеска можно, бидејќи има премногу нуклеарно оружје. И тоа е реален страв. Реален страв со кој денес човештвото се заплашува. Но со тоа треба да се соочиме и така стравот се победува, само ако се соочиме директно со него. Но само ако знаеме дека Бог е суверен. Ние можеме да се соочуваме и да се правиме сами храбри, ама нема да го победиме стравот. Али ако знаеме дека Бог е суверен, дека се што ни се случува, ама буквално се, е Негово дело, тогаш можеме да го победиме стравот. Бидејќи никој не може да го притисне на црвено копче ако Бог не дозволи. Никој и никогаш, бидејќи Бог е поголем и Бог е над се. Во нашиот текст Исус продолжува да го докажува своето месијанство и своето божество. Само во Евангелието според Јован се наоѓаат неколку јасни пророштва што мора да ги охрабрат и да ги смират учениците отпосле. Тие го немале како нас новиот завет, па да знаеме Исус го прорече својата смрт, загина на крстот. Прорече дека ќе воскресне, воскресна. Тие тоа не го знаели, го гледали Исус од една друга страна. Што кажува овој, разбирале, не разбирале, меѓутоа сепак Исус им ги појаснува и сето тоа ги
охрабрува преку сето тоа. И тој точно им зборува што ќе се случи за тие да се сетат подоцна и да се охрабрат, да се смират, да имаат мир. Се е под контрола, без оглед на се. Како им вели, и ви реков сега, пред да се збидне, за да поверувате кога ќе се збидне. И ова е привилегија на овие 11 апостоли. Да поверувате кога ќе се збидне. Тоа е докажување на неговиот збор. Ако не беше така, јас ќе ви кажа. Ако не беше така, јас ќе ви кажа. Еве само два примери од многуте примери од Евангелието во Јован, каде Исус нешто пророкува и тоа се збиднува. Во втората глава од 18 до 22 стих. Тогаш јудејците го прашаа: со каков знак ни го докажуваш тоа што го правиш? Е Исус им одговори и рече: разурнете го овој храм и ќе го подигнам за 3 дни. Тогаш јудејците рекоа: храмов е граден 46 години, а ти за 3 дни ли ќе го подигнеш? Но тој зборуваше за храмот на своето тело. Кога воскресна пак од мртвите, неговите ученици се сетија дека го рече тоа, па им поверуваа на писмото и на зборот што Исус им го рече. Гледате, Исус пророкува овој храм, значи мисли на своето тело, распнате на крстот и за 3 дни, вистина, воскресна и тој храм се обнови. И гледате, не само што тие верувале, туку биле и уверени дека зборот е негова вистина. Откако воскресна се подсетија и не само што веруваа, туку и се уверија дека тој збор е вистина и дека се оди како што треба. И тука е смиреноста на срцето. Значи, тука е смиреноста на срцето. Ако ние веруваме во се што ни го кажува писмото, писмото секогаш смирува. Не грижете се, јас имам подобро за вас. Бог ни дава и проблеми, и маки, и се. Ама секогаш има подобро за нас. Ни го дава тоа за наше добро, за нас да не зацврсти. Второ смирувачко пророштво во Јован, тоа второ пророштво е поврзано со Јуда. И тука не гледаме неверојатната Божја сувереност. Господ по својата сувереност, јудиното предавство, тоа човечко предавство, го искористи за да ги охрабри, да ги утврди и да ги смири своите, зборувајќи однапред дека ќе го предаде. И тоа е Бог, тоа е планот, планот оди понатаму. Сатаната нема ништо во мене. Тој нема ништо во мене. Злото не може да ме победи. Тоа сака Исус да го каже. Не може со ништо да ме обвини. Баш точно затоа нема вели ништо во мене. Сатаната е злото, а во Исус нема зло, нема ништо нечисто, нема ништо грешно. И затоа не може да го обвини. А сатаната постојано се труди да го обвини Исус. Затоа вели, нема ништо во мене. Затоа не може да ме победи, не може со што да ме обвини. Злото е секогаш близу, секогаш е тука, но против Исус не може ништо. Кој ќе е против нас, ако е Бог со нас? Значи, не може ништо злото против Исус, а и не може и против оние кои се негови избрани. Јован 13:18 вели, јас знам кој ги избрав, да се исполни писмото. Значи, Бог бира. Бог бира. Тој е најголем селектор. Ако одиме со еден спорски жаргон. Бог ги бира своите за пророштвата да се исполнат. Еве од 13 глава, 18-19 стих. Не зборувам за сите вас, јас знам кој ги избрав, туку треба да се исполни писмото. Кој го јаде мојот леб, ја подига својата петица против мене. Од сега ви зборувам пред да се збидне,
за да поверувате кога ќе се случи, дека сум јас. И ова е охрабрување, сувереност. Предавството го користи за да се охрабрат избраните. Уште од пред создавањето на светот. Оние кои ги избрал пред создавањето на светот. Да ги смири. Значи Бог секогаш ги смирува своите. И секогаш ги води по неговите патишта. Планот си течи, оди понатаму. Се што треба да биде, ќе биде. Ако видиме светлина, светлина. Нуклеарна печурка, печурка. Не е битно. Ние не можеме тоа, ама воопшто не можеме да го смениме. И нас да не интересира каде оди овој свет. Знаеме каде оди. Туку кој доаѓа на овој свет. Значи тоа е нашето битно и важно нешто. Не каде оди светот, но кој доаѓа на овој свет. Бидејќи ние не сме повикани да дебатираме за тоа кој, каде, како, што, зошто. Ние сме повикани за што? Да им го зборуваме Евангелието на луѓето. Евангелието кое може да ги избави од вечни маки. Од вечен пекол. И на тоа е повикана црквата. А ние сме црквата. Значи повикани сме за Евангелието да го зборуваме на луѓето. Да ја проповедаме радосната вест, а да ги оставиме теорите и заговорите на овој свет. Исус пророкуваше дека ќе биде предаден, осуден, распнат и тоа се случи. Тоа го знаеме. Пророкуваше дека ќе умре, ќе биде положен во тој гроб и третиот ден ќе воскресне. И тоа се исполни. Исус пророкуваше уште и што, дека ќе се вознесе и ќе биде, ќе седне до таткото од десната страна. И тоа се исполни. Значи, ова го читаме во писмото, дека тоа и се збиднало, и од историски факти, ова го знаем. Значи, тоа што Исус го кажува, тоа се исполнува. Исус пророкуваше дека повторно ќе се врати. Одам и ќе ви дојдам. Така вели. Тоа, дали е исполнето? Делумно. Делумно е исполнето. Еве, што вели Јован 14 глава 18 до 20 стих. Нема да ве оставам сираци, ќе дојдам при вас. Уште малку и светот веќе нема да ме гледа, а вие ќе ме видите зашто јас живеам и вие ќе живеете. Во оној ден ќе сознаете дека јас сум во мојот татко и вие во мене и јас во вас. Значи искрениот, наново роден човек е препознава вистинската црква. И тој гледа каде е животот, го гледа Христос. Го гледа Светиот Дух. Во кого? Во братот, во сестрата, што се наново родени, што се осветени. Значи тоа се гледа во луѓето. И тоа е факт. Значи вие го гледате Светиот Дух во нив. Го гледате, ако сте наново родени, ако сте осветени од Бога. И затоа делумно се вратил. Светиот Дух дојде на 50-ницата и на еден надприроден начин живее и делува до ден денес преку црквата. А црквата се луѓето. И тоа повеќе од 2000 години. Околу 2000 години. Значи делумно се исполнило. Но Исус зборува овдека и за своето лично доаѓање. Во третиот стих од оваа 14 глава тоа го читавме. И кога ќе отидам и ви приготвам место, пак ќе дојдам и ќе ве земам при себе, за да бидете и вие каде што сум јас. Вели, ќе ве земам при себе, за да бидете и вие каде што сум јас. Пак ќе дојдам за да ве земам. И тоа е крајната цел. Крајната цел. Значи не е крајна цел да се спасиш, да избегаш од пеколот. Крајна цел е да бидеш вечно со Исус, да бидеш вечно каде што е Исус. Довека, во таа хармонија, во тој склад, во таа љубов. Сега, како ова ќе се исполни? Значи, рековме делумно исполнето, а
личното враќање на Исус треба да се исполни. Како ќе се исполни? А сигурно ќе се исполни. Јас верувам дека сигурно ќе се исполни. Постојат две можности. Можно е да одите кај Господ со физичка смрт. Во моментот на смртта, личноста што е наново родена, оди во Христовото присуство, каде што е прославена и го чека конечното и вечно прославување. И тоа е придобивка. Никако не е загуба. Да се биде со Исус е придобивка. Учениците кои беа вознемирени, изгубени, а Исус им вели, ако ме љубите, ако ме разбирате што ви кажувам, ќе се радувате, а не да жалите, дека јас ќе умрам и дека одам кај таткото. Ќе се радувате. Тоа е смирувањето. Бидејќи им вели, подобро е да одам, и за вас би било, одам да подготвам место за вас. Значи, ни дава една вечна перспектива. А овде на светот нема ништо. И нема да има. Ќе има само поголем немир, поголем притисок и од лошо полошо. И тоа иди, тоа доаѓа. И така вели и писмото. А кога Господ ќе не земе, етоа, не знаеме, и добро е што не знаеме, кога ќе престане да чука нашето срце, тоа е за наше добро. И втора можност е со земањето на црквата. Писмото не учи и не охрабрува и не смирува, дека последната генерација верници ќе бидат однесени на небо во пресрет на Господ и ќе бидат со него довека. Ние би сакале, а и секој христијанин би сакал, да сме ние, но само Бог знае за тоа, и да му го оставиме тоа него. Не е наше да дебатираме што Бог ќе направи. Бидејќи Бог е суверен. Исполнетите пророштва докажуваат дека можеме со сигурност да веруваме во ветувањето. Одам да ви подготвам место. И ќе дојдам да ве земам да бидете со мене. А кога ќе умреме, тогаш нема повеќе да веруваме. Туку ќе го видиме тој доказ, дека Исус е воскресението и животот. И сега и да го прочитаме 30-тиот и 31-тиот стих од нашиот текст. Не ке зборувам уште многу со вас, зашто доаѓа кнезот на овој свет. Тој нема ништо во мене, но за да сознае светот дека јас го љубам таткото и дека правам како што ми заповеда мојот татко. Станете да си одиме од тука. Значи видовме сега претходно за да поверувате кога ќе се збидне. А сега гледаме тој нема ништо во мене. Кнезот на овој свет владее денес, тој е сатаната. Ама тој нема ништо во Исус и ништо не му може. Ама ништо не може, со ништо не може да го обвини и да го оптужи. Бидејќи Исус е безгрешен, Исус е свет. Какво охрабрување. Како вистински Бог и вистински човек, Исус не учи од своето искуство, бидејќи Исус се искуси, и гледаме преку него дека две појави најмногу не плашат. Две појави најмногу не вознемируваат. Истото беше и со Исус. Која е прва? Прва појава која секој човек го вознемирува, го вознемири Исус, е смртта. Стравот од смртта е страшен страв, би рекол. Во 11 глава видовме со смртта на Лазар, Исус е на гробишта, сите се вознемирени, сите плачат, се плашат, страв од смртта. Тоа е страшна појава. И што гледаме? Погреб. Сите се плашат од тоа. Ја да прочитам 11:33. Кога Исус ја виде како плаче и како плачат јудејците кои дојдоа со неа, се
се растажи во духот и се потресе. Тоа е тој внатрешен страв. Тоа е тој страв од смртта. Страшна појава. Смрт. Страв. Исус внатрешно се потресе пред смрт. И втора појава која го вознемирува срцето на Господ Исус е злото. Но пред да одиме на злото, да видиме уште малку за тоа дека смртта е придобивка. Дека смртта е придобивка. Зошто Исус вели, ако ме љубите, ќе се зарадувате дека одам при мојот татко. Кога ќе видите дека некој жали над некоја личност, што му била блиска, тоа е нормално. Да биде натажен заради смртта на блиска личност. Павле вели, плачете со оние што плачат, бе. Но ако тоа ги преминува границите, тука веќе би рекол и нема вера. Тоа е површна вера. Постојано и постојано жалење и плачење. Значи, не го знаат писмото, не знаат што ќе се случи понатаму. Некои дури и со години жалат. Жално, каде ја верата? Тука. А за верните најдоброто доаѓа. Зошто сте нажалени? Јас одам кај татко ми, вели, тоа е цел на верата, вечен живот. Целта на нашата вера е вечниот живот, а не подобар живот и живот без болки овде на земјата. Тоа е целта на верата. Болка ќе има. Сега да одиме на тоа дека Исус беше потресен од средбата со злото. Злото е големо прашање. Секој, ама буквално секој, е вознемирен при средбата со злото. 13 глава, 21 стих. Еве што ни вели. Штом го рече тоа, Исус се возбуди во духот, па посведочи и рече: вистина, вистина велам, дека еден од вас ќе ме предаде. Повторно Исус се потресе. Внатрешен немир, внатрешен страх. Прашање е од каде злото? Старо прашање колку и човештвото. Зошто човекот станал зол? Зошто злобен? А ние денес живееме во свет каде што има се повеќе и повеќе злобни луѓе. Живееме во тој свет и треба да се соочиме со тоа. Тоа е реалност. Од каде потекнува злото? Па злото е процес. А како тоа се случува? Ако видиме, злото е недостаток на добро, посебно во детството. И тоа така почнува. И без Христос не може да се надокнади, ама никогаш во животот. Злото е во голем дел, мислам дека ќе се согласиме сите, последица на некоја траума или на некое злоставување, што од најрано детство и човекот тоа го влече и тоа го предизвикува на зло, доколку не делува Исус во него. А ние сите сме грешни, сите сме несовршени, но верувајте, некои се излобни. И тоа е страшно. И криминалистиката, и социолози, социологија, психологија, сите се занимаваат со тоа како може човек да биде толку злобен. Како може еден човек, да речеме, да фрли бомба врз толпа луѓе, да убие толку луѓе, или да запали нешто. Како? Значи, злото е избор. Злото е прво процес, отварање, и тоа го видовме во 13 глава, 2 стих, кај Јуда, за време на вечерата, кога ѓаволот стави мисла во срцето на Јуда. Значи, гледаме тука мисла, помисла. Од тука прво потекнува. Да внимаваме на тоа.
И потоа во 27 стих во 13 глава вели после влезе во него. Значи тоа се случи со процес, не наеднаш. Прво стави мисла и тоа се таложи што и влезе во него. А кој влезе во него? Сатаната. Тоа е тој процес, тоа е тоа попуштање и подотворање на вратата на злото. И тоа е кога секогаш сме на погрешна страна. Значи тоа е опасно. Сите понекогаш сме на погрешна страна. Тоа мора да го признаеме, ама е опасно постојано да сме на таа погрешна страна. А ќе бидеме постојано ако го немаме Бог. Бог е тој кој ни извлекува на исправната страна и не води по неговите прави патишта. Но се така, со таа погрешна страна, така почнува да се отвара место за злото. А Исус што вели? Тој нема ништо во мене. А како делуваше злото? Па преку Јуда, преку луѓе, преку човек. Злото е одлука, избор. Видете и Петар, знаете она приказна со Ананија и Сафира, продадоја нива, задржаа дел од парите. И што Петар му вели на Ананија? Зошто сатаната го исполни твоето срце, дела 5.3. Го исполни твоето срце, вели. Значи, внимавајте, сатаната го исполнил срцето. Навлегол наеднаш, но го исполнувал. Го исполнил срцето, го освоил неговото срце, неговата мисла, неговиот разум, неговата воља, значи потполно го обзе. До кога? До моментот кога Бог морал да го отстрани од овој свет, а на не умре. Зошто? Затоа што одеа по нивната воља, тоа е тој избор. Секогаш кога одиме по нашата воља, сме на погрешната страна, а не на по Божјата воља. И секогаш кога човекот избира погрешна страна. Не е тоа Божја воља. И дури во науката, во учењето, ако се бира, се оди во ерес. Ерес на грчки значи избор. И зошто има толку ерес? Зошто толку еретички учења? Па тоа е избор, тоа е отварање за сатаната, тука е окултизам, спиритизам, разни науки, и се тоа е отварање врата на злото. Се тоа е отварање врата на злото. Значи на погрешната страна. Избор на погрешната страна. И на крај на краиштата, во теологијата, злото е личност. Дали го знаете тоа? Злото е личност. Овдека во текстот прочитавме тој. Тој нема ништо во мене. Тој е инспиратор, идеолог на злото. Тој е дух и во Светото писмо е познат под многу имиња. Многу имиња. Ангел на бездната, стара змија, ѓавол, заводник на светот, противник, лав што рика, лажец, татко на лагата, убиец, сатана. И овдека видовме кнез на овој свет. Има уште многу. Многу имиња му дава Светото писмо. Бидејќи тоа е голема сила. Нека зборувам уште многу со вас, зашто доаѓа кнезот на овој свет. Тој нема ништо во мене. Какво храбрување. Тој, таа личност, тоа зло нема ништо во мене. Не ми може ништо. А и вие, ако сте со мене. Ако сте избрани, ако сте мои. Големо храбрување. И само Исус ова може да окаже, никој друг. Само Исус. Бидејќи само во него, ама буквално нема ништо. Само Исус е безгрешен, Исус е праведен и свет. Господ Исус го познавал кнезот на овој свет уште пред создавањето на светот. Уште пред создавањето на светот. Што правил Луцифер пред создавањето на светот? Па бил најубав ангел, бил светлоносец. Значи го ширил светлоносец, што значи? Го ширил сјајот на Божјото светло и слава. И се тоа, додека не се возгордеал во неговото срце и сакаше да биде еднаков со Севишниот. Тоа е амбиција. И завист. Е тука паѓаме.
и ние. Тука па играме. Со нашите нереални амбиции и со нашата завист. Се започна кога посака да биде еднаков на Севишниот. Или ако заиме техничкиот, сакаш да биде генерален директор. Не може. Само еден е на престолот. Само на еден му се дава славата, само на Бог. Не може да биде еднаков на него. Значи созданието се сврте против Создателот. Созданието се сврте против Создателот. Ова амбиција сека да има, овој завист. Тоа е еден стар принцип, стара змија. Нереална побуна. И затоа во животот се битни две работи. Искреноста е многу битна, но и реалноста. Лука пишува за Исус, кај што Исус вели: гледав како паѓа, како молна од небото. Значи Христос го видел како паѓа, како е исфрлен. Значи исфрлен е. Сатаната, ѓаволот исфрлен. Ама каде? На овој свет. На земјата е исфрлен. И сега е тука, близко е, многу близко, секогаш е тука. И затоа и луѓето се злобни. Затоа ова зло на светот. Сатаната е тука и ги става тие мисли. И ако се отвори вратата, влегува. Тоа е тој одговор. А денес ние гледаме и многу луѓе кои имаат доста амбиции. Сакаат нешто да бидат, амбициозни се. Но што е реалноста? Каде е понизноста? Тоа е тоа. Тоа е тоа прашање. Бог знае дека заради падот на Луцифер и на човекот, доброто и злото одат заедно. Зар не е така? Дава една парабола. Каколот и пченицата одат заедно, нема разлика. Само во жетвата се гледа разликата. А дали ја знаете која е разликата? Каколот е празен, нема род. И до оној момент, до кога ќе се ожене, нема да знаеме. Ама се тоа што нема плод, се пали. Господарот не вели искорнете ги, оставете ги. Ама во жетвата ќе бидат изгорени. Тоа важи и за нас. За нас важи. Дали имаме плод? Тоа е толку близко. Заедно си секогаш ќе биде тука. Јуда му јадеше од рацете. Многу близко злото беше. И доброто и злото. Јуда и Исус. Еден до еден. И затоа злото секогаш ќе го имаме, злото е тука и мораме да научиме со тоа да живееме. Злото секогаш ќе биде тука, амбициозно, гласно, критично и не може ништо. Не плашете се. Нема ништо во мене, тука е мирот. Нека биди тука. Тука е мирот. Најважно после обраќањето на еден верник е да свати, тоест да ја свати реалноста на црквата. Да ја свати реалноста на црквата. Бидејќи многу често луѓето доаѓаат па се разочаруваат. Се разочарале од црквата. Се разочарале од луѓето. А која е реалноста? А од што се разочарале? Од вистината што се проповеда? Од вистината во себе или од вистината во другите? Од што е разочарувањето? Тоа е живот. Црквата е живот. Мора да ја сватите, бидејќи злото е близу. Злото е тука. Што правиме со тоа? Дали молиме за тоа? Бидејќи секогаш, кога бараме нешто совршено, кога бараме совршена црква и кога ќе ја најдеме
таа станува несовршена. Бидејќи ние сме несовршени. Ама постојано критики, постојано жалења, не е тоа добро. Злото е близу. Господ го знае и ова пророштво, Битие 3:15. Тоа е уште кога паднаа во грев Адам и Ева, на самиот почеток. Видете што му вели Бог. Јас ќе поставам непријателство меѓу тебе и жената, помеѓу твоето семе и нејзиното семе. Тој ќе ти ја сотрува главата, а ти ќе му ја сотруваш петицата. Тоа е процес, тоа е постојана борба. Господ знаел и знае дека времето и местото кога ќе му ја смачка главата на непријателот е близко. Крстот е местото каде Христос му ја смачка главата на сатаната. Каде што го победи. Крстот на Голгота, таму каде што сатаната мислеше дека победи, кога Исус беше раснат, тој изгуби. И тоа е таа Божја сувереност. И како да имаме мирно срце во немирно време. Христос е победник и ние сме победници во Него. Оние што се избрани. Јас ве избрав ве. А што го победува овој свет? Нашата вера во кого? Во Христос, во победникот на крстот. И така се победува. И за крај да видиме што уште се случило на крстот. На крстот многу нешта се има случено. Многу нешто се гледа при тоа распнување на Господ Исус Христос. Но што вели нашиот текст? Ајде да го прочитаме уште еднаш 31 стих. Ова ретко кој го гледа. Но за да сознае светот дека јас го љубам таткото и дека правам како што ми заповеда мојот татко. Станете да си одиме од тука. Но за нас е битно ова. Но за да сознае светот дека јас го љубам таткото и дека правам како што ми заповеда мојот татко. Значи на крстот и нек ни кажавме за Божик кога зборувавме, јасно е гледаме Божјата љубов кон човекот. Но ако сакате да видите нешто друго, тука гледам и друго. Ако сакате да видите колку Бог ве љуби, видете го крстот. Видете го крстот. Колку е голема таа љубов. Меѓутоа овој текст за што зборува? За уште една љубов. Љубовта на синот кон таткото. Љубовта на синот кон таткото. А ние со што сме преокупирани денес? Со егоизам. Со нас. Нас некој да не љуби? Дали ние сме љубени? И често пати што правиме? Не го разбирам овој стих. Дека крстот зборува за љубовта на синот кон таткото. Ако ние сме Божји деца, ако сме посинети, ние сме синовите. И кај е нашата љубов кон таткото? Значи, љубовта на синот кон таткото, за да сознае светот дека јас го љубам таткото и дека правам што ми заповедува мојот татко. И сега од овде е и одговорот како знаеме дека го љубиме таткото. Ако ме љубите, ќе ги пазите моите заповеди. А ги пазиме ли? Послушни сме. Тоа зборува крстот. Љубовта на синот кон таткото. Нашата љубов кон Бог. А лесно е, ама Бог ме љуби, ама никој мене не ме сака. На мене? Не. Дали јас го љубам Бог? Кај е таа љубов? Тоа е прашањето. И тоа крстот го кажува. Послушноста е доказ на љубовта. Послушноста на неговиот збор е доказ на љубов. Љубовта не е емоција. Денеска тоа е идол. Тоа е себичност, нарцисоидност, себељубие. И ова овде, во овој текст е единствено место каде Исус вели дека го љуби таткото. А таткото неколку пати рече
ова е мојот возлюбен син. Но на крстот па синот јасно му покажа на својот татко дека го љуби својот татко со послушност. Врз основа на таа вечна љубов, што владее помеѓу таткото, синот и светиот дух, и таа љубов ни се нуди и нам. И затоа Јован, како вели, возлюбени. Дали ние можеме да речеме возлюбени? Ја разбираме ли таа љубов? Бидејќи Јован го искуси тоа, ја искуси таа љубов, вели возлюбени. И ние, ако ја искусиме таа љубов, и ние ќе велиме возлюбени, со љубов, со послушност кон таткото. Ние никогаш до крај нема да ја разбериме таа љубов. И не ја разбираме. Бидејќи таа љубов е безусловна, без граници, со ништо незаслужено. Значи, таа љубов не можеме да ја заслужиме и нема никаков услов. Бидејќи нашето разбирање за љубов, што е? Заслуги. Па ако имам интерес, ќе го сакам. Љубов со интерес, љубов со дела. Ако ми направил нешто добро, јас го сакам. Ако не, па и не баш. Ние така ја разбираме љубов. Љубовта. Но овде не зборува. Оваа љубов не е таа љубов. Тој љуби затоа што е Бог на љубовта. И не знае поинаку. Тој е Бог. Тој не љуби такви какви што сме. Тој не избра уште од создавањето на свет. Уште додека бевме грешни. Во љубов не избрал, уште пред создавањето. А колку сме имале добри, лоши дела тогаш? Колку? Ич. Буквално ич. 0 добри дела, 0 лоши дела. Бидејќи тоа било уште пред создавањето и не е од нас. Од него е. Тоа е негова приказна, негов план, негово евангелие и негова слава на крај. Се за Божја слава. Амин. Да се молиме. Татко Небесен, се милостив Боже, ти благодариме на Твојата милост, ти благодариме на Твојата неизмерна љубов, што си ни го дал и ова слово на наш јазик, да можеме да го разбираме, а преку него и Тебе да те спознаваме се повеќе и повеќе. Ти благодариме, Господе, што ни се откриваш, што си секогаш близу со нас и што секогаш не охрабруваш и смируваш, Господе. Бидејќи знаеме дека само преку Тебе и ние можеме да имаме смирено срце и ние можеме да победуваме страв, да победуваме зло, Господе. Бидејќи Ти си победник и ние сме победници со Тебе. Ти благодариме за тоа што не охрабруваш уште еднаш, што не запазуваш, но и што не уцврстуваш во верата преку тоа, Господе. Знаеме дека доаѓаат неволји, дека доаѓаат лоши моменти во животот, но и тоа е за наше добро, бидејќи преку тоа Ти не зацврстуваш и Ти не испитуваш, Господе, испитуваш нашата вера. А нашата вера е мала и без Тебе ние не можеме ништо. Затоа дај ни вера, Господе, да можеме силно и цврсто да веруваме во Тебе, во Твоите ветувања кои се вистинити, кои се исполнуваат, Господе. И со радост да Те чекаме Тебе и да Те молиме. Дојди, Господе. Се молам, Господи, за оние кои не се тука денеска, благослови ги и нив. Каде и да се, Ти укрепи ги, Ти охрабри ги, Господе. Оние кои се болни, Ти исцели ги. Исцели го нивното срце. Стави му една здрава вера, вера која ќе се надева на Тебе и сета надеж ќе ја полага во Тебе. И Ти да бидеш фокус на сите нас, Господе. Ти да го осветлуваш нашиот пат и да не водиш по Твојот пат. Бидејќи само тој пат води до вечност, до вечен живот.
се оставаме по Твоја волја и по Твоја промисла. Во името на Исуса Христа се молам. Амин.